Здраво. Здраво на сите. Здраво. Добре дојдовте на редовната владина пресконференција после секоја владина седница. Драго ми е што гледам нови лица помеѓу вас. Не сме се видели поодамна со некој. Ќе започнеме со информациите од 71-та владина седница. Дел ќе ги пренесам ја, дел колегата Муамет и после одиме класично прашање и одговори на сите теми кои што се од ваш интерес. Вчера потврдивме 2 од вкупно 13 странски инвестиции за кои што збореа и премиерот и вице-премиерот Анѓушев пред известно време. Само ќе ги повторам, некои од нив, дел од нив се повтараат, меѓутоа се во фаза на различни договори за државна помош. Донесовме одлука за давање согласност за договор за доделување на државна помош на компанијата Баумер, која во рамките на нивната инвестиција ќе организира развојно-истражувачки центар. Ова особено го истакнувам, бидејќи една од мерките кои што особено ги охрабруваме странските инвеститори да ја користат и која што е многу поволна за нив, е пренесување на развојно-истражувачки центар како инвестиција во Република Македонија. Добиваат поголема државна помош, меѓутоа ова значи дека и вработените во овие развојно-истражувачки центри на компаниите добиваат прилично поголема плата од просечната во Македонија. Значи, вакви инвестиции сакаме. Втора информација, закуп за градежно земјиште за компанијата Балканлар Пластик производство. Се работи за инвестиција од 8 милиона евра, 80 вработувања. И третата вчера што помина, исто така договор за долготраен закуп на градежно земјиште во Тирзот Скопје 1, Zenit International Products. Се работи за договор, странска инвестиција, 13-та поред, подпишана во владата, вредност 4,7 милиони евра, севкупната инвестиција. Друга информација од вчерашната владина седница, го разгледавме и го прифативме акцискиот план за проектот за јакнување на дневни болници, со тоа што е задолжено Министерството за здравство на секој 6 месеци да доставува информација за прогресот на активностите од овој акциски план. Во однос се работи за концепт на воведување на еден ден здравство, што значи ова е добро за заштеди во здравствениот систем, меѓутоа добро е и за севкупната состојба на пациентите, кај кој што не е потребно болничко лекување подолго од еден ден кога имаме оперативни зафати. Очекуваме дека ќе имаме тука заштеди во здравството. Трета информација, поранешниот министер, заменик министер за здравство, Гоце Чакаровски, вчера е именуван за национален координатор за здравство. И третата последна информација од мене, тоа е за Хераклеја. Степенот на заштита на како културно-историско наследство, Хераклеја е подигнат на највисоко ниво, до сега бил под категорија особено значење, од вчера со одлука на влада влегува во категорија големо значење. Ово е највисок степен на заштита на еден историски локалитет како културно-историско наследство. Од мене толку, Мети Презан. Продолжуваме. Почитувани представници на медиумите, колеги, добро дојдовте. Деруар газетар, прфатисус на медијаве. Ми се на такимене регут на газетар ме колегон Бошњаковски. Владата на вчерашната седница донесе одлука за одржување на заедничка седница со владата на Република Косово. Владата истовремено на вчерашната седница го задолжи заменик председателот на владата, задолжен за европски прашања, доктор Бујар Османи, како координатор, определен за подготовка на заедничката владина седница во соработка со заменик председателот на владата на Република Косово, да предложат датум за одржување на првата заедничка владина седница помеѓу нашата влада и владата на Република Косово. На првата заедничка владина седница би може да се подпишат неколку следни договори односно документи кои се важни за двете земји, и така во областа на железничкиот сообраќај, диаспората, одбраната, иновации и понатамо во областа на културата, економијата и други важни документи и договори меѓу двете држави. Пратен деруар прфатисус медијаве, Чеверија е Република с Македонис, на санца не дјешме, соли вендим че тъмбаат санц првашкат ме Чеверина Република с Косовас. Чеверија няко сишт на тънјетен санц, ангажој е да завенда секретарин е Чеверис и ангажуар пар чештија Европјан, че не баш по ним, ме завенда скри министри.
e Republikës Kosovë që të përpozojnë dhe të përcaktojnë datë të saktë për mbajtjen e seancës të përbashkët. Në këtë seancë të parë të përbashkët pritet që të shkruhen disa dokumente marrëveshje që janë të rëndësishme për të dy vendet, si në sferën e sigurisë, mbrojtjes, kulturës, zhvillimit ekonomik, transportit hekurudor, si dhe marrëveshje tjera. Në frymën e bashkëpunimit ndërqindësor, si një nga parakushtet kryesore për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, seancë të përbashkët, ka mbajtur deri më tani pra me Qeverinë e Republikës së Shqipërisë dhe me Qeverinë e Republikës së Bullgarisë. Njëkohësisht, seancë e përbashkët të pritet që të mbahet edhe me Qeverinë e Republikës së Serbisë. Siç dihet, takimi i përcaktuar më herët u anulua, pritet në datë nga Beogradi zyrtar për mbajtjen edhe të seancës së përbashkët me Qeverinë e Republikës së Serbisë. Kjo është shkurtimisht nga takimi i djeshëm i qeverisë lidhur me seancën e përbashkët me Republikën e Kosovës, si dhe me Republikën e Serbisë. Сега може да преминеме на вашите прашања. Повелите. Алекс. Имам едно прашање, точка 52 од седница вчера на влада, информација за седницата на одборот на директори на предпријатието Солун Скопје Вардакс, ки имаат, предпоставам, управен одбор на 11 јуни. Кој е ставот на владата за нафтоводот? Вчера владата ја го донесе заклучокот дека таму имаме двајца наши представници на Република Македонија. Ги овластивме да учествуваат на годишното собрание, мислам дека имаме малцински акционери дека сме таму, 10% ако не грешам, и добија насоки како да гласаат. Ќе треба да го почекате годишното собрание на компанијата која што работи со нафтоводот, ќе го добиете одговорот. Имам уште едно прашање надвор од седницата на влада. Антонио Милошовски на Facebook статус од дипломатски извори тврди дека утре или заутре ќе се потпише договорот за промена. Имате во мала преспа информации за ова, Милошовски? Значи, во моментов имаме официјална пресконференција во влада на Република Македонија. Неофицијални информации, знаете, никогаш не сме си дозволиле да ги коментираме без разлика од какви извори доаѓаат, се додека немаат кредибилитет и легитимитет. Искра повели. Добро, во тој случај, кои се новите моменти во однос на развојот на преговорите, ако не биде вакво прашањето да биде официјално? Значи, што се очекува до крајот на неделата? Ке има ли средба за Ципрас? Телефонски разговор? Што да е? Остануваме на претходно кажаните ставови, нема да навлегуваме во калкулации, во шпекулирање по однос на ова прашање, сметаме дека е исклучително важно. Тоа што го најави премиерот пред некој ден, мислам дека беше во текот на завчерашниот ден, останува како владин став и денеска. Имам уште две. Повели? Едното е, веќе неколку дена се зборува за тоа како СДСМ се подготвува за истовремено предвремени избори заедно со референдумот. Меѓу другото и во ДУИ постои и согласности, значи постои дилема дали тоа да се прифати да се спроведе и така натаму. Владата во теќе, постои ли таков план, таква стратегија? Овие прашања легитимни се, меѓутоа уште полегитимно е да ги прашаш политичките субјекти кои што ги спомна. Ние како влада работиме на сосема други програмски активности. Политиката, изборите, тоа не се во делокругот на работењето на владата како влада, која што ја застапуваме јас и Муамед како портпароли. И уште едно. Го спомена Чакаровски, да, како национален координатор, претходно и Ела Ѓозовски доби функција на национален координатор. Практично впечатокот е дека, бидејќи остана без предходните нивни заменичко и министерско место, дека практично ете нека да ги сместивте, односно како влада, им се најдоа позиции како национални координатори. Кои точно ќе бидат нивните функции? Што точно ќе бидат нивните задачи? Имаше ли потреба од овие двајца дополнителни национални координатори? Ако не се лажам, има 7 до сега претходно, со овие двајца 9. Да, може? Значи, националниот координатор како функција постои, тоа е дел од можностите кои што ги има владата за да назначува луѓе, да именува функционери. Во конкретниот случај, национален координатор од областа на културата немаше, сега има, и национален координатор во областа на здравството немаше, сега има. Се работи за функција која што мора да се донесе со одлука на влада. Не се работи за нови функции кои што се во моментов креирани, кои што не постоеле во системот. Владата има можност да назначи национални координатори по различни аспекти од незиното работење, вклучувајќи ги и различните области кои што ги покриваат ресорните министерства.
Не се работи за препокривање на активностите на ресорните министерства. Се работи за едно повисоко издигање на координацијата која што постои, еве да речеме, например, во рамките на културата. Нема ништо посебно во назначувањето, и предходната влада имала национални координатори и сите предходни влади имале национални координатори. Не се работи за нешто кое што сега во моментов го направивме. Фатбарда, повели. Pirtjederit Zotri Hoxha, parashihet heqja rajmingut mes Maqedonisë dhe Kosovës, se para disa ditëve në Kuvendin e Kosovës u nënshkruan marrëveshje për heqjen e rajmingut me Shqipërinë. Në bazë këtyre zhvillimeve për përgatitjen e seancave qeveritare përbashkëta, a parashihet diçka e tillë dhe sa i takon fushës së arsimit dhe kulturës, do të kemi lehtësime doganore në transportin e librave, sepse kjo është njëra ndër kërkesat kryesore që e parashtrojnë. Ashtu edhe siç theksova se në seancën e përbashkët të qeverisë që do të mbahet pra me qeverinë e Republikës së Kosovës, që presim vetëm të përcaktohet data, janë të definuara edhe temat të cilat do të bisedohen mes resoreve tona dhe të qeverisë të Republikës së Kosovës. Bashkëpunimi në sferën e arsimit, në sferën e kulturës, në sferën e transportit dhe zhvillimit ekonomik dhe sferave tjera, do të dominojnë në gjithë takimin e përbashkët të cilën e kemi me qeverinë e Republikës së Kosovës. Tani për tani obligohet zëvendës kryeministri për çështje evropiane, Bujar Osmani, që njëkohësisht me koordinatorin nga anën nga palja e qeverisë së Kosovës të përcaktojnë saktësisht edhe pikat edhe marrëveshjet të cilat vetëm i kemi të definuara që mund të jenë pjesë e seancës së përbashkët. Tani për tani nuk mund të flas saktësisht të cilat janë marrëveshjet për shkak se presim definimin e tyre tërësishme, harmonizimin me palën e Kosovës dhe të nënshkruar. Njëra nga çështjet të cilat do të bisedohet është edhe çështja edhe pyetjen të cilat ju e parashtruat. Po. Крис. Јас имам две прашања. Едно, објавен е веќе огласот за нови членови на ДИК, дали веќе се зборува за некои имиња, дали има некои имиња? А и второ прашање за генералниот секретар на владата. Излезе уште еден скандал поврзан со него, го обвинија дека лаже за својот докторат. Дали владата си ја поправи грешката на веб страната и каков е ставот за ваквото однесување? Рашковски. Вака, во однос на првото прашање, огласот е објавен, ќе почекаме да заврши, не би можеле во оваа фаза на објавен оглас да шпекулираме со имиња, да видиме кои луѓе би имале интерес во Република Македонија, експерти и така натаму. По завршување на огласот, претпоставам дека ќе ги добиете одговорите од надлежната институција. Во однос на второто прашање, не би употребувал толку сериозни и силни формулации. Генералниот секретар Драги Рашковски има одбранет докторат, поднесен докторат, и Драги Рашковски има завршен докторат. Вториот докторат исто така му е завршен. Меѓутоа, добро е да знаете дека генералниот секретар е именуван функционер во владата, така што не постојат погрешни информации на веб страната на владата. Да, повели. Добро, само едно кратко прашање, повторно ќе се навратам на преговорите. Дел од медиумите вчера објавија дека наводно Соединетите Американски држави побарале до 9 месецов да се направи телефонскиот разговор помеѓу Заев и Ципрас. Дали се точните информации и дали владата има такви информации? Наводно рековте, во претходниот одговор кажав други формулации, не би се повторувал. Како влада никогаш не сме коментирале, ниту давале одговори на наводни, на шпекулативни извори, на неофицијални извори, и тоа нема да се случи никогаш. Докаде е решавањето на проблемот со рудникот Иловица? Со рудникот Иловица во моментов работи работна група. Последната информација беше владата го задолжи Министерството за економија да подготви пресек на активностите со цел раскинување на постојниот договор. Таа работна група меѓуресорска веќе работи на таа владина задача. Кога ќе има информации, ќе ве информираме соодветно. Дали може да ни кажете колкава ќе биде платата на овие национални координатори? За првата државна помош не ја кажавте висината која што е подпишана, и колку од овие 13 странски инвестиции оваа влада ги почна преговорите или сите се од претходната влада почнати?
Значи, сите се завршени од оваа влада, некои разгледувале, почнале, заминале, па се вратиле, ниту еден не бил завршен предходно од овие што ги завршивме ние. Тоа е првото. За првата инвестиција ќе ми простиш, меѓутоа во документите ја неам сумата. Меѓутоа државната помош може да изнесува максимално до 50% од предвидената првична инвестиција на компаниите. Се работи за Баумер, ќе проверам дополнително колкава има првичната нивно најавена инвестиција, што значи до 50% може да биде државната помош во различни пакети. За платата на националниот координатор за култура и интерресорски работи Роберт Аладјозовски 3,3, мислам дека е степенот. Ќе ми простиш, меѓутоа проценката зависи од неговиот работен стаж. Сумата не би можел оквирно да ја дам, меѓутоа нешто под нивото на министерските плати доаѓа износот во денари. За здравство тука некаде се движи, да. Дополнителни прашања? Нема. Ви благодариме на сите. Фалендерс,